Ако може. Значи јас имам две претенички прашања да поставам и двете се до премиерот. Едното претеничко прашање е многу поодамна, дури така пред 6-7-8 месеци. Поентата е што тогаш имавме, баш се јави онаа суша од 8 месеци непоставени претенички прашања. Јас до сега го чекав фактички моментот за да го поставам. Значи се работи за случајот со поранешниот гигант АД Центро. Тука што се постарите пратеници, значи од Скопје, сигурно знаете, тој гигант со тие познати самопослуги од времето на социјализмот, значи со идење од стечај на АД Центро, околу 800 работници беа оставени на улица, значи без работа. Тоа беше една скандалозно, сумнително надвор од законските одредби, значи стечај. Стечајот е во 2002, значи во ваше време, во времето на СДСМ, додека во 2017 е реорганизацијата. Таа реорганизација исто е многу сумнителна и морам да кажам криминална, значи имаме ситуација каде што е офатен имот на АД Центро, тоест е офатен имот кој што се тврди дека е на АД Центро, а не е, и тој е истиот имот подоцна, како под оправдание дека нели дел од стечената маса на АД Центро е продаван. Значи, на крај излегува дека целата процедура со реорганизацијата, на која што се чекало дури 15 години, е всушност со цел за скривање, затешкување на сумнителни сделки и значи перење пари. Пренесен имот, еден од најпознатите, значи најпознат имот кој што е пренесен на стечената маса на АД Центро е тој познатиот скопски хотел Сплендид, кој што претходно бил под јавно предпријатие, значи за стопанисување со стамбени деловен простор. И сега, имотот кој што го поседувал, значи АД Центро, е систематски уништуван, рушен и на негово место се изградени стамбено-деловни, значи, објекти, исто од одредени правни и физички лица кои што биле, значи, блиски до власт. Единствено кој што некој има профитирано од ова е, значи, предпријатието Луена Нова од Скопје, кое што првично поседувало околу 60% од АД Центро, за после реорганизацијата да дојде до 90%, кое што нова фирма, значи основач фирма Луена Холдинг од Кипар, значи мора да се бавиме со фамозниот Кипар, и други кои што профитирале се стечајниот управник, кој што замислете дури неколку месеци се има доделувано и по 250.000 евра има наплатувано како месечно, и за самиот надзор на фамозната, значи, реорганизација е платено дури 50.000 евра. Представници на поранешните вработени во АД Центро, тие уште кои што се стечени доверители, значи беа кај мене во канцеларија, ние разговаравме, тие имат поднесено повеќе поднесоци, значи пријави и до антикорупцијска, и до поранешниот, значи, вице-премиер за борба против корупцијата, ја тука ги носам, без никаков ефект, и затоа решив јас да ви се обратам вам. Значи, во ситуација во една држава која што само работиви не се решаваат институционално, како што пред малку кажав, се решаваат само преку позиција на моќ, и вие се наоѓате во позиција на моќ. Значи, дали ќе се заложите да се расчисти овој криминал околу АД Центро и останатите вработени, значи кои што се уште се стечени доверители, дали ќе го добијат, да се заложите да го добијат, значи, нивното, дали ќе се заложите да го добијат нивното обештетување. И второто прашање ми е кратко, исто до премиерот Ковачевски. Значи, 2020, кога беше кампањата за парламентарните избори, имавме една интересна ситуација, тогаш беше таа познатата сцена кај што бившиот вице-премиер за надворешни вриштеше, нели, они ќе зборуваат за криминал и слично. Значи, имавме ситуација каде што СДСМ убедливо губеше на анкетите и кој што успеа таа ситуација да се излече, значи само со подкуп, со заплашување и со еден масивен фалсификат, па да успее некако да исплива како победник. Тогаш има едни гласини за поранешниот премиер Заев дека постепено го префрла, значи, својот имот, својот капитал во соседна Бугарија и дека планира да побегне, значи, кога тогаш према анкетите СДСМ ќе падне од власт. Сега сме во една многу полоша ситуација или катастрофална ситуација за СДСМ. Ние, тоа го кажавме повеќе пати, Димитар и јас, мислиме дека после ова
судбината на СДСМ како партија е запечатена. Јас лично ценам дека за 1,5 мандат СДСМ ќе биде нерелевантна партија, значи наредните 2 години, ако воопшто доживееме редовни избори, и после уште 4 години, после тие 6 години СДСМ ќе биде нерелевантна партија. Во таква една ситуација моето прашање е: каде вие, премиере, и потесното на раководство на СДСМ планирате да побегнете кога нужно после 2 години ќе паднете од